Водата е загадена во пола држава. Во Гостивар, во Валандово, во Скопје, во повеќе општини, а не имате одговор на многу прашања. Чија е одговорноста, кој правил контрола, зошто не се јавувале и пријавувале соодветно резултатите. Водата беше загадена во болницата во Лешок. Внимавајте. Резултат од примерок земен од чешма во болница каде што лечат и се лекуваат пациенти. Нема одговор за тоа какви се резултатите сега. Зошто не ги објавувате резултатите од водата во Гостивар? Зошто имате контрадикторни изјави? Вие едно, министерот за здравство друго. Дека наводно ќе било добро за пиење, а потоа ќе било само технички исправна водата. Луѓето се збунети, не знаат што да прават и не знаат кому да веруваат. Не одговоривте на тоа што се случи со Лепенец и сливот во Вардар. Имено бела пена која што ја замати водата на местото каде што се наоѓаат бунарите кои го дополнуваат изворот од Рашче. Значи загадена вода на местото каде што има бунари кои што го дополнуваат изворот од кој што пие вода цело Скопје и нема никаква информација. Го пуштате министерот за внатрешни работи да зборува за чистење на водата, хлорирање, хиперхлорирање, човекот нема капацитет, не знае за тоа, не му е тоа сфера на експертиза. Внимавајте, хиперхлорирање на водата носи зголемен ризик од малигни болести. Не си играјте играчки. Дајте некој кој што знае и кој што разбира работата и кој што има експертиза да се занимава со тоа. Потребно е прво да се отстранат органските соединенија, а после да се прави хлорирање на вода. Интересно и за вас, пошто бевте министер тој период. Прво, Венко Филипче како председател на СДСМ. Венко Филипче како председател на СДСМ. И сега, зашто немаме одговорност од градоначалникот на Гостивар? Туку имаме одговорност од бараме одговорност од министерот за здравство со стаж како министер за здравство од -1 ден. Сега, доаѓаме до, имаме тука луѓе од Прилеп во вашата пратеничка група, Центар за јавно здравје Прилеп. Извештај од 1 февруари 2019 до 28 февруари 2019. Се однесува за градовите Прилеп, Крушево, Македонски Брод. Самиот извештај вели дека има неисправност на водата, поради тоа што имаме М се однесува на бактериолошката неисправност и Ф се однесува на физичко-хемиската неисправност на примероците. Еве ги сите тие параметри. Превземено ништо. Следен извештај. 1 март 2019, 31 март 2019. Повторно за истите градови и повторно превземено ништо. И можам да ви ги редам многу вакви извештаи. Ево овдека да речем има за Гостивар. Овде има за Гостивар цело туце и за околината на Гостивар. Вие сте министер тогаш во тој период. Не само што ви гореа модуларни болници, туку како доктор вие не се државте до заклетвата. Вие дозволувавте луѓето да конзумираат вода која што во најмала рака кажано представувала ризик за здравјето на тие која што ја конзумирале. А дали јас како инженер или Панче како правник се разбира или не се разбира во хипер, не хиперхлорирање, не